ние денеска што сме тука, го жртвуваме времето со нашите семејства и сме сите заедно овде. Оние кои што имаат работа, а за жал се помалку се, жртвуваат од својата работа, за да бидат со нас. Жртва се и граѓаните на овие згради овде, кои што мора да не трпат и да не издржуваат секоја вечер, и ја користам оваа прилика најдлабоко да им се извинам. Издржете не, за да издржиме. Ние не смееме да се предадеме. Отстапки не правиме. Ова не е борба за нас. Ова раководство на Социјалдемократскиот сојуз на секој начин и сите заедно сакаме тоа да го прикажеме. Почнавме од листите за пратеници, кога покажавме дека не се бориме за себе и не се кандидиравме. Го покажуваме и денеска. Председателот Зоран Заев со својата безпоштедност, храброст, влезе во директна битка и нема да попушти. Дали овде, дали во странство, нашите барања се јасни. И кога зборуваме за слободата, повторно слушам луѓе кои што коментираат дали ќе инсистирате на ова прашање или дали ќе инсистирате на ова прашање. Прашањата, темите на кои што инсистираме овде во Брисел или во Страсбург се исти, конзистентни, истите. Оставка на Никола Груевски. Оставка на владата на Република Македонија. Оставка на Марко Зврлев. Оставка на Јован Илиевски. Оставка на раководството на Македонската радиотелевизија. Одвојување на владеачката партија од државата. Средување на избирачкиот список. Попис. И средување на избирачкото законодавство. И робија. Да се договорат да ги од ова отстапување нема, особено после вистината за Македонија, која што така пластично ја покажавме на цела Македонија, не смее да има отстапување. Оваа власт повеќе не е легитимна. Прашање е на време кога ќе се сруши. Денови се и недели и затоа мора да издржиме уште толку. Државата е нефункционална. Но со вистината за Македонија, драги пријатели, за жал прикажавме дека Македонија како држава не постои. Се наоѓаме во иста ситуација како во 1991 година. Излегуваме од едно партиски систем и државата треба повторно да изградиме. Ќе направиме држава нова, убава, праведна, слободна и демократска Македонија. Македонија со развластена власт. Македонија во која што ниту една следна влада ќе нема власта како што има ова. Каде што административците нема да прават списоци за гласање и за митинг. Каде што ќе има пари за лекување за децата, ама ќе нема за мерцедеси. Амин. Каде што ќе има пари за нови училишта, ама ќе нема за споменици. Каде што ќе има пари за патишта, ама ќе нема за барокни згради. Снимаме. Македонија во која што судиите ќе бираат судии според квалификациите. Македонија без дискриминација. Македонија без политички затвореници. Македонија земја на граѓаните и за граѓаните. Тука сме граѓаните за Македонија. Сите. Никола Груевски ќе остане запаметен во историјата како еден од најнеуспешните премиери и политичари воопшто. Ама во една работа му признавам успеа. Успеа да не обедини сите. Сите сме заедно. Не обедини против него, ама не обедини за подобар живот и за подобра Македонија. За тоа, Никола, ти благодарим. Ама затоа, Никола, достај. Имам порака до оние кои што уште се колеба дали треба да се тука и дали да се придружат. И имам само едно просто прашање за нив. Дали сте задоволни од животот? Не. Дали врзувате крај со крај? Ако одговорот е да, слободно седете дома и слободно поддржувате власт. Ама ако одговорот е не, местото ви е тука со нас. Секој ден се дојга Никола Груевски не поднесете.
да се смени државата, мора да ја смениме власта. Одговорот е прост. Сакам оваа прилика и со тоа ќе завршам да ви раскажам само една кратка приказ на еден човек што беше со нас тука до вчера. Голем број од нас од СДСМ го знаат, така да нема да спомнувам име. Овој човек е високо образован, кој што имаше нормална работа до пред една година. Не можеше повеќе да сврзува крај со крај, иако има две плати, ја напушти својата работа и замина во странство да работи тешка физичка работа. Спечали некоја пара и пред некој месец се врати, надевајќи се дека повторно нека може некаде да се пикне на работа. Во неделата беше тука и го видов. И искрен да бидам, ја поминавме вечерта заедно, моја бете. Сега Дамјан на 20 и некој мај сега брзо повторно заминува. Викам, добро, мора ли? Века, нема, тоа што се заработи, отиде и морам веќе да мислам на децата. Ама вика, сега е потешко. Децата кога одев првиот пат, беа помали, не разбираат толку. Сега со секој ден нова игла во мене, вика, тато не оди. Меѓутоа нема излез, тоа ќе мора да го направи. Беше тука 3 дена и си отиде вчера. Не знам дали ме слуша, ако не сега, ќе ме слушне покасно. Ама му обеќавам, брзо ќе се вратиш. Ќе се вратиш и ти, и сите оние кои што ја напишија Македонија. Затоа што ние рековме дека доаѓаме, дојдовме и еве сега остануваме. Дојдете и вие. Сите оние кои што се колебате или кои што имате минимум причина како овој човек за вашите деца и за вашата иднина да бидете тука. Да му кажем она што ние се договоривме вечера да му кажем. Збогом Никола! Збогом Никола, за да може да почне да живее слободна и демократска Република Македонија. Благодарам на